Собранието можно е уште во понеделник да распише оглас за избор на нов државен обвинител. Се чекаше да поминат празниците. Пред нова година во парламентот беше усвоен законот за судскиот совет, а останатите закони од реформската агенда се во владина процедура, освен за изборниот законник за кој до крајот на јануари ќе се формира работна група. Очекувањата на дел од правните експерти од новиот државен обвинител се големи, бидејќи за прв пат во Македонија јавниот обвинител не беше експресно сменет со промената на власта, како што тоа се случуваше во минатото. Очекува државниот обвинител што ќе седне на столчето на Љупчо Коцевски да биде професионалец со интегритет кој ќе постапува согласно законот за кривична постапка и на него нема да има никакви бои. Сметам дека ова е добар знак и сега треба да се избере некој професионалец кој што навистина е ценет во јавно обвинителската фела и кој што ќе постапува исклучиво согласно законот за кривична постапка да ги гони сторителите на кривично дело, но и да го гони сторителот со докази на некој кривично дело, но никој невин да не биде осуден. Ќе треба истиот да се заложи да ги дисциплинира оние обвинители кои што треба да се дисциплинираат, да се воведе во ред, да се зголеми продуктивноста на обвинителството, односно со еден збор тоа треба да биде човек кој машки ќе ја свати својата работа и ќе воведе ред во јавното обвинителство. Ова е само првиот чекор од длабоките реформи кои ќе следуваат во правосудството. Пакетот закони од реформската агенда и новиот државен обвинител треба да донесат корените промени во системот и да ја вратат довербата на граѓаните во судството. Новите закони, според експертите, значат посветеност на владата во секторот владење на правото. Законите добија зелено светло од Венецијанската комисија. Претседателот на Transparency International очекува овие закони да го зајакнат судскиот систем и да помогнат во борбата против корупцијата. Пред се мора да кажам дека еден од начините на кои законодавната и извршната власт можат да влијаат на обликување на климата, пред се во која ќе работи судството и обвинителството, е донесување на практични и делотворни закони, односно закони кои што ќе можат да се применат во пракса и кои што ќе пружат поголем модус на проверка на перформансите, односно она што треба јавните обвинители и судите да го прават. Изминативе години голем број скандали го тресеа судскиот систем, а поранешниот државен обвинител Коцевски е првиот функционер од судството на кого му беше изгласана недоверба во собранието. Законите за судска и обвинителска служба, за Академијата на суди и јавни обвинители, за судскиот совет и за јавното обвинителство треба да ги стегнат критериумите за именување нови функционери во судството и да направат поефикасни административци во службата.